Македонските власти да не подлегнуваат и по ниту една цена да не прифатат било кој од бугарските уцени за јазикот, историјата и идентитетот преку отворено писмо побараа 62 македонски интелектуалци. Таму велат дека тие уште пред 3 години аргументирано и јасно укажале на асиметричниот карактер на договорот со Бугарија, како и за последиците кои произлегоа од истиот. Едногласна е нашата определба да го повикаме македонскиот политички врв да не подлегне на притисоците и да не дозволи присвојување на македонската историја, на македонскиот јазик и на македонското културно наследство, како и негирање на македонскиот национален идентитет од страна на Република Бугарија или на која било друга земја. Зашто тоа е во спротивност и со вредностите и со принципите на кои е изградена Европската унија. Меѓу потписниците на ова писмо се универзитетските професори Наташа Котлар-Трајкова, Тодорче Преганов, Михајло Миноски, Виолета Ачковска, Илија Велев, Симона Груевска-Маџовска, Елке Јачева-Улчар, Јованка Кепевска. Според нив посебно проблематичен односот на бугарските власти кон Македонија. Токму затоа ние, потписниците на ова писмо, најостро реагираме на негаторската политика што ја застапува бугарската влада и уште еднаш најенергично изјавуваме дека историјата на македонскиот народ, македонскиот јазик, македонската култура и литература, односно сето она што го дефинира македонскиот идентитет, не смее да биде основа за политички диктат, ниту предмет на расправа на така наречени заеднички комисии. Македонските интелектуалци потпишани во писмото велат дека укажувале на сериозните обврски што ги превзема Македонија со подпишувањето на Преспанскиот договор со Бугарија, што според нив не резултирал само со промена на уставното име, туку и со откажување од основските државотворни одлуки.